Почитувани граѓани, бројот на повредени работници за време на работа во последните 4 години е пораснат за 100%. Во 2010 година повредени биле 625 работници на работно место, додека нивниот број во 2013 година изнесувал 1338 работници. 2012 година е најнесреќна година за работниците во време на владењето на Груевски. Тогаш бројот на повредени работници изнесувал дури 1446 работници кои што биле повредени додека се извршувале својата работа, и тоа може да го видите на графиконот. За истиот период во пораст е и бројката на смртни случаи на работници на работно место, и тоа графикот изгледа вака: 2010 12, 2013 16 работници кои што биле повредени. Овие бројки се многу сериозни. Овие бројки алармираат дека власта на Груевски не само што не ги штити работниците и работничките права, туку се обидува да се извлече и од одговорност. На тоа упатуваат и последните законски измени што се многу штетни за работниците. Предходно предпријатијата мораа да потпишат изјава со која што гарантираат дека ги исполнуваат условите за безбедност и здравје при работа на вработените. Сега, оваа одговорност власта им ја префрла на синдикатите во работните организации. Што ако фирмата не побара мислење од синдикатот? Затоа нема по законот казнена одредба. Ако синдикатот пак под притисок или пак поради близкост со работодавачот се согласи дека фирмата ги исполнува условите за безбедност и здравје при работа на работниците, дали тоа значи дека вработените кои не се согласиле со ваквата изјава или пак не се членови на мнозинскиот синдикат, немаат право да си ги бараат своите права? Ако сето ова го товарат на синдикатите во предпријатијата, зашто постои инспекторатот за труд? Целта на измената на овој закон е самата власт да се заштити од одговорност ако на некој од работниците му се случи нешто на работното место поради лоши работни услови. Не за да ги заштити работничките права, не за да им даде подобра и посоодветна улога на синдикатите во уредување на работничките права во Македонија. Бидејќи одговорноста се префрлува на синдикатите кои се секако составени од работници. Порачуваме синдикатите во фирмите, во работните организации, во предпријатијата да го кренат гласот против овој договор кој што синдикалните лидери заедно со власта им го договорија, секако на нивна штета. СДСМ бара закон за безбедност и здравје при работа, целосно согласен со европските директиви, со што вработените на вистина ќе бидат заштитени, синдикатот ќе има свое место кое што му припаѓа, а на работодавачите безбедноста и здравјето при работа нема да им биде трошок и товар, туку инвестиција. Се додека власта ова не го направи, секоја повреда на работник на работно место или несреќен случај ќе биде исклучиво одговорност на оваа власт. Ви благодарам. Преработувачка индустрија и градежништво се највисоките бројки, повеќе од половина од овие бројки кои што ги кажав се во преработувачка и градежна индустрија. За споредба 2004 биле 5 несреќни случаи. Сега имаме 16. Ама не споредувам таму, еве тука овие 4 години последни правам компарација.